Здраво, ова е 51-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Favorite на Јоргос Лантимос, во кој станува збор за владењето на кралицата Ана во Британија во 18-тиот век, додека Англија е во војна со француско-шпанската алијанса. Лордот Малборо ги предводи четите на фронтот и има потреба од воено засилување, па политичка дилема е дали да се зголеми данокот на населението за да се дофинансира оваа војна, прашање со кое мора да се соочи кралицата, глумена од Оливија Колман. Незина советничка е Сара, глумена од Рейчел Вајс, која се заложува низиниот сопруг да ја добие потребната помош за да ја извојува победата. Филмот го опфаќа периодот кога во палатата доаѓа егоистичната Ебигейл, глумена од Ема Стоун, братучетка на Сара, која најпрво е вработена во кујната, а потоа со помош на незиниот шарм и малициозност се зближува со самата кралица, предизвикувајќи љубомора од страна на Сара и ривалство во борбата за моќ која ќе води кон пропаст. Во фаворитката ја гледаме зајадливата динамика за воспоставениот триаголник меѓу трите главни женски ликови, подемот на алчната опортунистка Абигел, која потребата за блискост на импулсивната и ненаситна кралица ќе ја злоупотреби за да добие слава и богатство, и падот на незината долгогодишна помошничка Сара, која раководи со политиката на државата, има искрена љубов кон кралицата и за разлика од подлизурката Ебигел, во лице на кралицата ги соопштува вистинитите согледби, кои не сакат таа да ги слушне, а не тие кои ласкаат на суетата. Во една пресметувачка ситуација, Сара и Ебигел откриваат дека се придржуваат до доктрината во која целите ги оправдуваат средствата, но една од нив е склона да го зачува достоинството и жртвува животот за државата, а ладнокрвната социопатка е подготвена да ги изигра сите подмолни игри само за да го смести својот задник до тронот на кралицата и го обезбеди животот со благодети, сведочејќи за екстремите до кои се подготвени да одат за да ја истуркаат личната агенда. Никулци на незината извитоперена амбиција може да ги забележиме во чинот на продавање на собственото тело за зачувување на честа на родителот од детството. Абигел нема да ја пропушти приликата да стане аристократка по секоја цена, па дури и преку делењето на спалната соба на кралицата, подпомогната од предавничките пакти склучени со опозицијата во државата. До крајот на филмот сме сведоци на попрекувањето на љубовната афекција меѓу кралицата и Сара, и како нивната свеќа, која ја осветлува врската, полека согорува, додека се вивнува кон пиедесталот злобната, подмолна и лажлива Абигейл. Во феминистичкиот филм сите ликови си имаат своји лузни, но кога се играат нечестивите игри во развратниот и декадентен кралски двор, тогаш само еден е победник, а сите други губитници. Машките ликови се само пиони во конфликтната женска партија со потреба за доминација. Некаде мора да избие репресијата под велот на лицемерните кружоци, иницирајќи ги пермутациите во кралскиот двор. Непореклив е визуелниот раскош уловен во секој кадар на филмската лента, задржувајќи ја елеганцијата на секој широк план. Алис Фелтон успеала да го врати времето во оваа периодична драма со прекрасната декорација на интериерите, а Синди Пауел соодветно ги облекува актерите и актерките во нивната раскошна облека. Кинематографот Роби Рајан, веќе испраксиран од орканските височини, знае како да ја долови и убавината на благородништото и трулоста која ја крие во секој кадар пуританското општество, заробувајќи аристократијата во палатата во близина до нивната вина, од трките со патки и јастози до удирањето со мандарини во успорена снимка, како и избор на крупни планови кога се акцентираат емоциите на актерките. Лантимос го структурира филмот во поглавја, збогатува со Бах и прикладна барокна музика и забележуваме неколку принципи на снимање препознатливи за неговата филмографија, зачинети со суптилен хумор. Неизбежно е филмот да се спореди со снимањето на свеќи на Бери Линдон на Кјубрик, визуелно сроден со Амадеус на Милош Форман и инспириран од Cries and Whispers на Бергман. Меѓутоа најстродна би била компарацијата на структурно ниво со Опасни врски на Стивен Фрирс. Проблемот е во тоа што сите споменати филмови на многу поефективен начин ги имаат постигнато нивните цели во 70-тите и 80-тите години на минатиот век, а предвидливата фаворитка се надополнува само на сенката на Опасните врски. Тоа ме води кон прашањето за мотивацијата за снимањето на овој историски филм и колку Лантимос успева да го изнесе својот изграден стил во рамките на плиткото сценарио на
Дебора Девис и Тони Макнамара, кое искрено, доколку би се доработило, сметам дека подобро би функционирало како мини серијал од 3 епизоди на BBC, отколку како игран филм од 2 часа. Јасно е дека зголемената сума на жиросметката на Lanthimos е оправдива причина за реализирање на овој биографски филм на интриги со скапи играчки, но тоа ме доведува до заклучокот од кој што стравува, а тоа е дека Dogtooth е врвот на режисерската естетска креација и по него, со секој нареден филм, Lanthimos снима све полоши и полоши дела, наоѓајќи се во слободен пат, прифаќајќи го овој проект уште пред да го отпочне фестивалскиот живот The Killing of a Sacred Deer. Филмот со која започнав првата сезона на видеологија, што говори за рапидното темпо на работата на Lanthimos, но во неговиот случај брзата кучка 17 слепи зајаци раѓа. Филмот имаше премиера на Венецијанскиот филмски фестивал и потоа се рашета на секаде низ светските фестивали од Њујорк до Лондон и назад до Чикаго. Поради благата еротика и борба за моќ, филмот може да се доближи до The Handmaiden на Парк Чан Вук или на филмови ситуирани во светот на Питер Гриновеј, но му недостасува радикализацијата, а поради динамиката и хиерархијата меѓу женските ликови е близок со Heathers, All About Eve и Mean Girls. Меѓутоа, абсурдизмот, еротиката, хуморот и распадот на семејната заедница, афинитетите за прикажување на ликови на кои не им е удобно во сопствените тела и околината, создавајќи тензија која бара излез за потиснатата ерупција, се препознатливи чинители на поетиката на Lanthimos кои во овој филм се драстично ублажени. Сметам дека Lanthimos е поуспешен режисер како составен дел од грчкиот бранд на чудни филмови со лимитирани буџети. Се разбира дека никој не би одбил понудената можност да го работи овој филм, но му недостасува лудилото на гркот да го ситуира на филмскиот трон. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Favourite од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 51-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!